Сојузот за еднината продолжува со серијалот пресконференции, каде ги набројува низата ветени, а и по 8 години се уште нереализирани проекти на оваа власт. За да ја добијат довербата на граѓаните, Талески и ДПМН во својата програма ветија социјална заштита за граѓаните кои од различни причини не можат да обезбедат екзистенција или се посебно рандливи. Денес сме сведоци на празни зборови кои останаа само на хартија. Беше ветена реконструкција на домот за стари лица Сју Рајдер и создавање на дом по европски стандарди. Но наместо тоа, оваа институција ја потресуваа афери, скандали и сомнителни тендери. Старскиот дом одамна требаше да биде реновиран. Меѓутоа, таму нешто чудно се случува. А старите изнемоштени лица се уште се сместени во лоши услови во хотелот Битола, кој е пренатрупан. Добро ќе биде градоначалникот Талески да одговори зошто Старскиот дом се уште не е реконструиран и дали знае кога ќе заврши голготата на старите лица. Се ветуваше реконструкција на детските градинки и отварање на нови во урбани и рурални средини. Ниту се изврши реконструкција, ниту пак се отворија нови, па дури и постоечката во селото Кравари се затвори, што создаде дополнителни проблеми за родителите и децата од оваа населба. Дека во општината Битола нема доволно згрижувачки капацитети од овај вид, најдобро говори листата на чекање од над 150 деца кои имаат потреба од престој во детски градинки. Се најавуваше отварање на советувалишта за превенција од дрога, алкохол и други психотропни супстанци за учениците од основните и средните училишта. Но и тоа го нема, а бројот на корисници кај младата популација, за жал, рапидно расте, што е посебно загрижувачка појава. На локално ниво, освен дневниот центар за метадонска терапија, која не дава резултати, не постојат никакви можности за ресоциализација и третман на овие зависници. Дека локалната власт, предводена од градоначалникот Талески, недоволно се грижи за потребите на социјално најранливите групи, потврдува и податокот дека општината Битола се уште нема донесена програма за социјална заштита, на што ја обврзува член 11 од Законот за социјална заштита. Ова е констатација од последниот изврштај на државниот ревизор. По победата на локалните избори, наша цел ќе биде не само да ги заштитиме економски најранливите категории и маргинализирани групи, туку истовремено да обезбедиме и нивно вклучување во општествениот живот.